Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија ете ме донесе во Пелагонискиот регион, во Битолско поле, во општината Новаци, една од двете рурални општини во оваа регија, во Битолскиот дел на Мариово, во неговиот планински дел, во самите пазови на македонскиот планински горостас Ниđe планина, во непосредна близина на Камакчалан, на местноста викана Добро поле. Овој пат решив да прочитам низ оваа регија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на ова регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, заклучно со денешното наше современие. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија и овој пат во атарот на општината Новаци, во незиниот административен центар селото Новаци, дојдов рано, мощно рано во утринските часови на 15-тиот ден од месец септември 2018-тото господово лето. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, имав две добри причини. Едната да ги надополнам моите досегашни сознанија за воените дејствија кои се одвивале на различните боишта во овој регион во Македонија за време на Првата светска војна, пред се од преостанатите десетина мештани од Мариовскиот крај, сега веќе во поодминати старечки години, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи, со надеж дека меѓу помладите, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот, а другата е поканата упатена од страна на повеќегодишниот деловен соработник на продукцијата Мариово филм, општината Новаци, и на Сдруженијето за запознавање и патување Off-Road Македонија од Битола, да присуствувам на еднодневната Off-Road GP-јада 100 години од битката на Добро поле, каде што општина Новаци и Сдруженијето за запознавање и патување Off-Road Македонија од Битола во чест на одбележувањето на 100-годишнината од пробојот на Македонскиот фронт на местноста викана Добро поле, кој се наоѓа на 1800 метри надморска височина во непосредна близина на Камакчалан, во пазувите на Ниđe планина, ја организираа, каде што на 15 септември 1918 година на оваа местност се одиграла познатата битка помеѓу Антантата и централните сили во присуство на представници од општината Новаци, предводена од градоначалникот Љубе Кузмановски, на стотината
Почитувачи на оваа традиција со 30 на теренски возила джипови, предводена од организаторот на оваа манифестација, господинот Јове Парговски, на француската делегација предводена од францускиот амбасадор Кристијан Тимоние и на делегацијата од Република Србија, ја организира ова оф-роуд джипијада 100 години од битката на Добро поле. Точно 100 години од пробивот на Добро поле од страна на силите на Антантан. Со тоа, таа битка што се случила на денешен ден е почетокот на крајот на Првата светска војна. Многу историчари ова е сметаат за пресудна битка. Затоа што после 15 дена на 30 септември Бугарија веќе потпише примири и веќе се назираше крајот на Првата светска војна. Затоа денес, заедно со пријателите од Франција, од Србија, ќе го посетиме местото Добро поле, каде тој настан се одигра точно 100 години. Dragi gosti od Francija, od Serbija, od Makedonija. I blagodaram što dojdete ovdje zajedno da se podsjetime na Minatoto i da gi začuvame spomenike. Pred točno 100 godini, na 15. septembri, tuka započalna pobneniškata ofensiva i probivak na makedonski front, što na zapad dovede do brzo podsišuvanje na primjereto od 17. novembri istata godina. Ova stranica od historijata na Makedonija je del od evropskata istorija, a gradot Bitola, kako i gradot Verdan, ko čuva francuskijot vojenkerst, vo znak na počitkom skladnjanata na lokalno to naseljenje. Deneske gi posjetime mestata što gi čuva spomenike na našето zajedničko minato. Posakuvam uspešno da se razviva istorijski turizam vo Bitola i vo Novaci, poznak na počitkom minatoto i kon lokalното nasledstvo i da sostavame novi verski pomeđu našite dve zemlje. За важноста на Добро поле говори самиот факт бројот на посетители моментално кои се и во Битола, а и настани се одржуваат и од другата страна во Пожарска во Грција. По моја предпоставка околу 300 до 500 луѓе во различни групи ќе посетат таа локација која е на крајот во Маријово. Се надевам преку овој настан како прво сакам да дадеме почит на сите жртви на македонскиот фронт и на воените и на цивилното население кој загинало во голем број. А исто така екскурзијата е во насока на поголема промоција на Маријово во областа на меморијален музеј.
Пред да го видите документарниот запис за одбележувањето на 100 годишнината од познатата битка која пред 100 години на 15 септември 1918 година се одиграла на ова место каде се извршил пробојот од страна на Антантата против централните сили, предлагам во продолжение на овој документарен запис да ве запознаам не само со моите досегашни сознанија за Првата светска војна, за Солунскиот фронт и за битката на Добро поле, туку и со дел од многуте стории кои ги ми раскажа преостанатите десетина мештани од Мариовскиот крај, а сега веќе во поодминати старечки години преку нивните лични сеќавања различни по време и простор. Периодот од 1912 година до 1918 година е најкрвавиот дел од македонското минато. Овој период е подраматичен и од славната Илинденска епопеја по погубен по бројот на загинатото и по страдањата на македонското население. Ако малку се дзирне во тоа што е оставено како пишан документ од тоа време, или пак ако се слушнат устните кажувања на синовите и внуците за несреќните судбини на нивните татковци и дедовци, зафатени од виорот на боиштата, ќе се види дека во тие години се случувала невидена драма. Немало македонско семејство што не било засегнато од пустошот на тоа време. Во овој 6-годишен воен виор, според некои пишени историски документи, а пред се преку устните преданија кои се пренесуваат меѓу македонското население од колено на колено, во разните војски мобилизирани биле околу 1.400.000 македонски синови. Во Првата светска војна, во трите армии, во бугарската, српската и грчката, кои војувале една против друга, било мобилизирано, речиси, сето македонско население. Српската држава тоа го започнала со започнувањето на војната со Австро-Унгарија, испраќајќи околу 50.000 неискусни регрути во првите борбени редови во битките што ги водела против модерно вооружената Австро-Унгарска армија, додека пак бугарската држава за потребите на боиштата мобилизирала и испратила околу 120.000 македонски регрути, а пак Грција мобилизирала и испратила на војувалиштата околу 20.000 македонски регрути или вкупно околу 200.000 македонци и речиси уште толку во позадината на воените збиднувања со еден збор речиси сето македонско население. За големата трагедија на Првата светска војна, за тоа што се преживувале македонските војници на фронтовите, за нивната грижа за своите, сведочат и околу 300 писма и картички. Иако сите писма на прв поглед личат едно на друго и главно содржат поздрави до своите најблиски, секое од нив крие посебна голема војничка драма, преживеана од тие млади луѓе во тие страшни времења кога биле присилени да се борат за туѓи држави и за туѓи интереси. Војниците не можеле да го напишат дури ни тоа дека некој нивни соселанец загинал или пак дека е ранен во борбите. Ама македонските војници, наспроти забраната, нашле начин како на најблиските и соселаните да им соопштат дека некој загинал или умрел, а во картичките пишувале тој и тој си отиде кај него. Воените дејствија на територијата на Македонија во Првата светска војна започнале на просторот на денешната Република Македонија на 2 април 1915 година со отварањето на новиот фронт, Македонскиот фронт, односно Солунскиот фронт, чии воени дејствија се одвивале заклучно со 26 септември 1918 година.
3 години рововите биле единствениот дом на над 1.200.000 војници спротиставени на Македонскиот фронт, кој се протегал од Дојран па се до Преспа. Немало македонско семејство што не било засегнато од пустошот на тоа време. Впрочем, од гласите од Првата светска војна ги слушаме и денес во Сето Маријово. Да, ова е таа заедничка гробница и погоре има уште една таква алеја што се заградени загинатите војници во Првата светска војна на боиштето на овој терен. Претежно тоа е тука на завојот на Црна река, инаку ние се наоѓаме во стварност одма над самиот завој на Црна река. А таа другата гробница се наоѓа... Другата гробница е нешто погоре од нас, да, и таа е 100 метра. Предлагам да се минете, ќе може? Да, ќе може да одиме. Ќе додадам дека овдека во овие две гробници се наоѓа, се разбира, и наши македонци, кои што во 1914 до 1918 година биле мобилизирани без разлика во која борбена единица се наоѓале. Сепак да им дадеме почит и на тие наши македонци кои што паднале, погинале за слободата на ова Македонија денешна. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото беше кристално чисто, сонцето што туку беше изгрејано над Кајмакчалан, над Доброполе, од каде што битолскиот дел на Пелагонија и на административниот центар на општина Новаци, селото Новаци, раскошно блескотеше под зраците на Маријовското сонце, распослано во непосредна близина на битолскиот дел на Маријово. Откако завршивме со предпојдовните подготовки кон планинскиот масив Нидже, кон историското Доброполе, тргнавме кон битолско Маријово, движејќи се по 56-километарското некогашно отоманско џаде, отоманската калдрама во правец на Старавина, сега покриено со асфалт, и откако ги поминавме десетината километри од рамничарскиот дел на Новацичкото поле, накачивме во битолскиот дел на Маријово, поменувајќи покрај се уште живите маријовски села Маково и Рапеш, поменувајќи ја Црна река преку Рапешкиот мост, навлегувајќи во делот 45 километарската најголема клисура во Република Македонија, Скочибирската, и по поминати речиси 40 километри од нашата патна делница, стасавме ватарот на селото Старавина, родното село на македонската хероина Анџа Сирмева, кај народот попозната и опеена во песната "Ајде слушај, слушај, калеш бре Анџо", опишена во истоимената историска повест на најголемиот македонски раскажувач, романсиер, публицист, Маријовицот Стале Попов, каде што за ликот и делото за оваа македонска хероина пригодна реч одржа неуморниот истражувач на историското минато на Маријово и долгогодишен соработник на продукцијата Маријово филм, господинот Драган Миноски. Маријовскиот крај има посебна своја историја. Има многу луѓе кои потекнуваат од овој крај, кои херојски се бореле низ историјата наназад за осамостојување на македонскиот народ, за добивање на своја собствена држава. Меѓутоа, од овој крај произлегле многу силни интелекти, луѓе кои што оставиле белег на своето време со разни типови на творештва. Јас во оваа прилика, колку што ни дозволува времето, би сакал само да кажам неколку зборови во врска со еден од доаѓените на македонското литературно творештво, за еден од првите романсиери и за творецот на битовиот роман и расказ, а тоа е ненадминатиот и неповторливиот, би рекол, Стале Попов. Литературата на Стале Попов, неговите дела, се полни со автентичности од Маријовскиот крај за Маријовецот, меѓутоа
и со етнографски обележја. Неговите дела се дел од вековната и неуништива трајност, би рекол, од самобитноста и од непокорот на македонскиот народ, со сите негови, би кажал пред се, радости, меѓутоа и маки, и таги, и страдања низ историјата, и со сите напластени доживувања низ вековите наназад. Почитуваниот Стале Попов продрел длабоко низ историјата на македонскиот народ, сакајќи да ги најде корените на својот народ, и во тоа негово продирање, да кажам, во тоа негово пишување и испитување го составил делот на големата македонска книга, на легендите и преданијата, на обичаите и магиите, на тажалките и клетвите, на ората и песните, на таговнините и радостнините, на долготрајните робства, меѓутоа и на вековните и непрестајни бунтови во кои што македонскиот народ се борел против секој оној кој што го окупирал, за да остани свој на своето и да има своја самостојна држава. Исто така, со дел од богатата историја за овој дел на Маријово, присутните ги запозна и господинот Јане Парговски, организаторот на ова оф-роуд джипијада 100 години од битката на Добро поле, господинот Јане Парговски. За време на Првата светска војна, по голготата на српската војска низ Албанија, островите Крф и Колас повторно се формирал Солунскиот или Македонскиот фронт, а бугарската војска врши напад во делот кон Лерин, месец август. После тоа иди битката за Корничево и битката за Камакчан, која што се смета за продолжение. Значи Камакчан, го гледате каде, и по освојувањето на Камакчан од страна на сојузничките сили, битките се префрлиле долу кон Црна река. Значи Црна река поминавме, или позната како битките на завојот на Црна река. Околу селата Скочивир, Добровени, Кременис. На 18 ноември силите на Антантата влегуваат во Битола, централните сили се повлекуваат кон околните планини, значи на Пелистер, и од прилика така останува фронтот до пробат во 15 септември 18 година. Откако, така да речам, малку се одморивме и се насладивме од колоритната убавина што му ја подарила природата на Маријово, тргнавме во правец на селото Градешница и на само 2 километри пред влезот на селото свртевме десно по 20 километарскиот планински пат, навлегувајќи низ многу вековната буково и борова шума, и после долго возење и искачување по непристапните патишта кое наликуваше на Камел Трофи, по повеќе часови стигнавме на местноста Добро поле на околу 1800 метри надморска височина. Почитувани мои, предлагам дел од оваа колоритна убавина, која и на ова парче македонска земја му ја дарила природата, да проследите во продолжение на овој документарен запис. Гледајте и уживајте.
денешен ден, на 15 септември 1918 година, овдека е пробојот на Македонскиот фронт. После 100 години продукцијата Маријов филм, еве овдека дојде на планината Нидже, на Доброполе, кој што се наоѓа некаде на 2200 надморски метра височина, да дадеме почит на сите оние херои, а посебно на македонските војни кои што биле мобилизирани во сите војски, било српска, било бугарска, а за жал никаде ги нема во тие српски или бугарски или француски споменици во Македонија, да им дадеме почит пред продукцијата Маријов филм на македонските војни кои што овдека ги дали животите, пред се би кажал, за ова денешна независна Македонија. Нека им ја вечна слава. Со продукцијата Маријов филм соработувам веќе, да речам, неполни 5 години. Сме поминале многу места низ нашава земја. Еве денес, на моје големо задоволство, пристигнавме овде во местото викано Добро поле, скоро на врвот на планината Нидже, каде што 1918 година бил пробиен Македонскиот фронт. И да ви кажам дека ми представува навистина чест и задоволство што имам можност да им оддадам почит на сите оние кои што ги дале своите животи во таа прва светска војна за ослободување од поробувачите на својата татковина. Почитувани мои, гледајќи низ тишината и убавите планински предели, како јас, така и неуморниот истражувач на историското минато на Маријово и долгогодишен соработник на продукцијата Маријово филм господинот Драган Миновски, не можеме да предпоставиме какви се страданија се случиле на ова место, каде згаснали животите на околу 6.000 здрави мажи војници од двете завојувани страни, а дел од неговите досегашни истражувања предлагам да проследите во продолжение на овој документален запис. Првата светска војна ја раздвижува македонската емиграција. Непосредно по влегувањето на Бугарија во војната, Крсте Петков Мисирков побарал да се обедини Македонија и да се оформи како автономна политичка единица. Во Швајцарија било формирано Македонското друштво за независна Македонија. Тие побарале да се формира самостојна и независна Македонија, која подоцна би можела да влезе во рамките на една Балканска федерација. Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од пригодната беседа по повод одбележувањето на 100 години од пробојот на Македонскиот фронт и за страшните војнички акции за пробојот и дел од стратегијата и дел од страданијата на војниците, што на присутните ги раскажа господинот Роберт Илиевски, предлагам во продолжение на ова репортажа да ви доловам дел од моите сознанија за битката на Добро поле. Добро поле е местност помеѓу врвовите Сокол и Ветрник на Нидже планина. Нападот започнал на 14 септември 1918 година со артилериско бомбардирање на неколку позиции. На 15 септември во 5 час при 30 минути изутрината следели нападот на пешадијата. Според кажувањата на локалното население, кое во помал број останало во блиските села, земјата горела од големиот број на гранати. На страната на сојузничките сили во првиот ред биле 122-та француска пешадичка дивизија, 17-та француска пешадичка колонијална дивизија и српската шумадичка дивизија, а во вториот ред биле две српски дивизии, Тимочката и Југословенската. Бугарите го издржале тешкото бомбардирање, па така Добро поле морало да биде освоено од пешадијата. Српските војски полека се пробивале по стрмните падини. Со употреба на пламенофрлачи биле уништени бугарските митралетски гнезда и по 8 часовна борба бугарската линија била пробијана. Веќе 2 дена од почетокот на борбите, одбранбените позиции на бугарите и германците на овој простор биле пробиени на 25 километри во широчина и на 10 километри во длабочина.
Командантот на 11-та германска армија наредил повлекување на германските и бугарските единици на линијата кај селото Полчиште. Овдека на вестуста викано Добро поле, каде што на 14 септември 1918 година е пробиен Македонскиот фронт, се наоѓа ова карпа, каде што се наоѓам ја во непосредна близина. Овдека се наоѓал споменикот наречен Бронзена рака. Легендата вели дека во 1918 година некој војник овдека ја загубил раката, ја погреба овдека, ја закопал и 20-та година се вратил, ја нашол и поставил споменик. За време на Втората светска војна од бугарскиот фашистички окупатор, ова бронзена рака, овој споменик, кој што гледате, е откорнат и до ден денешен се уште не е вратен на неговото место. На карпата, каде што во 1938 година, на 15 септември, делегација од Франција поставила споменик кој подосна исчезнал, познат како Бронзената рака, беше поставен ист таков споменик и беше оставена земја од Франција, а за тоа говори и приказната која мештаните од селото Градешница ја пренесуваат од генерација на генерација, која вели: во 1938 година делегација предводена од Луис Кордиер го ангажирал скулпторот Марсел Гаунгу-Хилхем за војникот кој ја изгубил својата рака при пробојот на Добро поле да изработи бронзен споменик кој во 1938 година бил поставен на Добро поле. На овој потек се одлучуваат заради тоа што на ова место никој не очекува. Го видовте теренот, видовте патот, никој не очекува да дојде овдека да направи таков напад. Од друга страна, комуникациите што ги имале, значи, силите на централната оска, односно бугарите, главно биле овдека, видете го патот. Во тоа време немале ни тој пат. Имале од таа страна комуникација и од другава страна, значи од исток и западот и до све што е доле од Градешница, од реката после Старавина, се носеле на раце или на магари. Значи немале комуникација. Имале многу малце артилериски средства, имале многу малце храна која што доле се приготвува па се носела овдека, имале многу малце муниција. Чест ми е денес што заедно со пријателите од Франција и Србија сме тука точно пред 100 години на овие терени се воделе жестоки битки. Голем број на војници, дали биле срби, французи, бугари, македонци го дале својот живот. И денес сме тука дојдени да му дадеме почит на херојската борба за пробојот на Солунскиот фронт. Како што кажавме и предходно, оваа битка што се одиграла на 15 септември 1918 година е почеток на крајот на Првата светска војна. И од тука сакам да испратам една порака. Никогаш да не се заборави што се случило, да пренесуваме на едните генерации и да работиме никогаш поќе да не се повтори. Почитувани мои, по неколкучасовниот престој во местноста Добро поле, каде што на 15 септември 1918 година се одиграла една од најкрвавите битки од Првата светска војна, нашата, така да ја наречам, под наводници воена оф-роуд джипијада, 100 години од битката на Добро поле, ја завршивме во селото Зович на стариот камени мост. Почитувани мои, од сето ова што досега го видовте во оваа документарна репортажа, можеме да заклучиме дека последиците од Македонскиот фронт биле исклучително погубни за локалното население во Маријово и навистина поразителен е фактот дека до ден денес не се знае точната бројка на загинати на директен или пак индиректен начин од воените действија на овој крај.
Познат е фактот дека со самото поставување на фронтот, населението било избркано од своите домови. Биле уништени цели села, како Градешница, Старавина, Будимирци, Зович, Полчиште, Бешиште, Витолиште, а поголем дел од другите села до ден денес не заживеале. При тоа не биле поштедени ниту црквите и манастирите, кои исто така биле оголени и ограбени. До сега никој не успел да ги изброи македонските жртви, ниту пак можел да го направи тоа, затоа што тие што ги бележеле имињата на загинатите ги заведувале или како бугари, или како срби, или пак како грци. Меѓутоа, многумина не успеале да ги запишат во воените дефтери, па така до ден денешен на многумина македонци не им се знае ниту гробнината, за нивните потомци да им запалат свеќа, што се вели. Се преценува дека вкупната бројка на загинати војници, на ликвидираните цивили и на умрените од разни болести, донесени од војниците, изнесува околу 100.000 лица. Но сепак, продукцијата Мариофилм упатува една порака, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, да вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи од овој период и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правд на заборавот.